Како што сите знаете, Исус дојде на земјата пред 2000 години, го основа Сион според пророштвото и се вознесе на небото. Откако Исус се вознал на небото, дошол темниот век. Вистината за саботниот ден, Пасхата и празниците на Новиот Завет исчезна. Божиите одредби, прописи и закони беа целосно променети, а паганските прописи почнаа да се појавуваат во црквата. Меѓу нив има и такви што им се многу познати на луѓето денес. Божик, денот на благодарноста, обичајот да се јадат јајца на денот на Воскресението и Великденското зајче. Сите овие практики на паганските религии биле воведени во христијанството и луѓето почнале да ги практикуваат овие пагански прописи во црквата. Кога ја испитуваме оваа ситуација од духовна гледна точка, каква е состојбата на Сион? Можеме да кажеме дека Сион е разурнат. Потоа да проучиме за Сион преку Исаија, поглавје 33 стих 20. Во Исаија, поглавје 33 стих 20 е напишано: Погледни го Сион, градот на вашите празнични собранија, односно Божите празници. Има едно нешто за кое треба да бидеме свесни за Сион. Библијата научи дека постојат два вида Сиони. Постои духовниот Сион и постои физичкиот Сион. Физичкиот Сион го основал царот Давид и се наоѓа во Палестина. Духовниот Сион е воспоставен од Исус Христос, кој е пророчкиот цар Давид пророкуван во Езекиел, поглавје 37 стих 24. Тој го воспостави духовниот Сион, градот на Божите празници. Во Левит поглавје 23 е напишано дека саботниот ден е неделен празник. Исто така, постојат 7 годишни празници што мора да ги одбележуваме секоја година. Пасхата, празникот на бесквасници, празникот на првиот сноп, празникот на жетвата, празникот на трубите, денот на очистувањето и празникот на сениците. Библијата научи во Исаија поглавје 33, стих 20 дека Сион е местото каде што се слават сите овие Божи празници. Не се однесува на физичкиот Сион што се наоѓа во Палестина. Денес се обидуваме да проучуваме за пророштвата за духовниот Сион. Да го видиме повторно поглавје 33, стих 20. Погледни го Сион, градот на вашите празнични собранија. Очите твои ќе го видат Ерусалим, мирно живеалиште и непоколеблива скинија. Столбовите неизини никогаш нема да се помрднат и ниедно од јажињата нема да се скине. Каде е ова место? Тоа е Сион. Таму кај нас великиот Господ ќе биде место реки, место широки канали. Таму нема да влезе ни една ладја со весла, ниту ќе премине голем кораб. Зашто Господ е наш судија, Господ е наш законодавец, Господ е наш цар, тој ќе спаси. На крајот на краиштата спасението доаѓа од Сион. Каде престојува Бог? Тој живее во Сион. Пред 2000 години Исус го основал Сион, градот на Божите празници, и се вознал на небото. Сепак, во 4 век, денот за одмор и Пасхата биле укинати. Покрај тоа, во црквата беа воведени почитувањето на крстот и Божик, и како резултат на тоа, Божиите празници целосно исчезнаа од земјата. Тогаш, духовно, што може да се каже за Сион? Што се случи со Сион? Сион е разурнат. Можеме да кажеме дека Сион станал пустелија. Стана пусто. Божиот нов завет, празникот на животот и вистината беа целосно укинати, а паганските религии беа воведени во црквата. Можеме да видиме дека таквите пагански прописи биле ширени низ целата црква како да биле правилен начин да се служи на Бога. Со ова би сакал да ја завршам проповедта. Ви благодарам многу.